Не сме го заборавиле Балканот, само бевме зафатени. Со вас имаме нерешена сметка и ќе платите со својата крв. По серијата терористички напади во Европа, Исламска држава му се закани и на Балканот. Преку магазинот Румијах, кој се смета за гласило на джихадистите во регионот, упатени закани до сите земји на Балканот, меѓу кои до Македонија. Неверници на Балканот, каде и да сте, во Босна, Санџак, Албанија, Косово, Македонија, во која дупка да се криете, во кој гнездо да сте побегнале, ние ќе ве најдеме со дозвола на Аллах, доаѓаме со сабји и бодежи, подгответе си ги сандаците, стои во текстот објавен во Весникот. Во Македонија безбедносната состојба е подигната на повисоко ниво уште по случувањата во диво населје. За последната прослава на Великден МВР дополнително го зголеми бројот на полициски службеници на улиците, а поголем број униформирани полицајци околу државните објекти може да се забележат и денеска. Од полицијата за Сител велат дека континуирано се превземаат и оперативно-тактички мерки за спречување на ризици од терористички акции. Од МВР велат дека простор за паника нема, бидејќи според сознанијата со кои располагаат, безбедносната состојба во Македонија е стабилна и под контрола. И во соседна Србија надлежните тврдат дека ситуацијата е под контрола. Граѓаните можат да бидат мирни и сигурни. Српското Министерство за одбрана во соработка со сите безбедносни служби константно ја следи ситуацијата. Министерството за одбрана е подготвено да одговори на сите провокации и ќе ги превземе сите потребни мерки како и досега, со цел да ги зачува мирот и безбедноста на граѓаните. Експертите апелираат на дополнителен ангажман и соработка на безбедносните служби во регионот, како превенција за евентуална одмазда, особено по информацијата објавена вчера дека во бомбардирањето во Мосул бил убиен водачот на албанските джихадисти во Србија и Ирак, косовецот Лавдрим Муџахери.